Господин Јорданов, во пресред на изборите, кога и да се, политичката елита ќе одлучи конкретно за датумот на изборите. Меѓутоа, предпоставувам дека вие сте во контакт со базата, со членството, со вашето гласачко тело, жителите на општина Штип. Кој е нивниот став околу изборите? Треба или не треба наскоро да ги имаме? Па добро, еве ќе се обидам одговорот на вашето прашање да го поделам на два дела. Прво ќе истакнам дека апсолутно е неопходно да се случат избори кои што ќе значат промена на оваа народна власт, она кое што општо мнение кај секој еден наш сограѓанин кој што ги чувствува овие деструктивни политики кои што се случуваа во минатото. За да се промени сето тоа, неопходно е да се случи изборен процес. Но прашањето кога треба да се одржат тие избори е исто така логично да се каже дека тогаш кога ќе се створат нормални услови за одржување на едни такви услови. Тоа значи дека кога ќе нема да ги броиме жртвите, заразените на дневна основа, тогаш кога граѓаните нема да чувствуваат страв за сопственото здравје, тогаш кога нема да имаме непознати и многу прашалници во нашите глави што ќе се случува понатаму, тогаш кога ќе има политички амбиент за комуникација, за политика, сметам дека е нормално време за одржување на едни избори. Но наспротив ова што сега го наброив и го наведов како критериуми и како услови кои што се неопходни за исполнување за одржување на едни избори, имаме една сосема друга реалност, а таа реалност е дека граѓаните се исплашени за своето здравје, дека нема политички амбиент, дека на дневна основа броиме заразени и жртви и дека она кое што е наше секојдневие не е политиката, туку здравието на граѓаните. Очигледно некому му одговора да владее и да оди на избори со стравот на граѓаните, плашејки се од народот, само така на такви избори кога ќе е присутен стравот на народот и кога ќе е очигледна слаба излезност, тие посакуваат да се реализираат тие избори и со тоа да го ублажат поразот кој што ќе се случи кога и да се одржат тие избори. Кога и да се одржат тие избори, предпоставувам дека предизборната програма ви е подготвена. Каква кампања треба да очекуваме? Афирмативна за вашите ставови и цели или пак ќе одите со вадење на така народски кажено прљав веш пред гласачите? Па добро, овде во оваа насока, во одговорот на оваа прашање морам да напоменам дека ВМРО-ДПМН како одговорна партија секако согласно околностите и условите кои што не затекува и кои што дополнително настанаа, ќе направи модификација и промена на она изборна програма претходно која што беше готова да ја понудиме на граѓаните, затоа што после оваа пандемија ништо нема да биде исто, така да сметам дека како една одговорна партија мора да се прилагодиме на новонастанатата ситуација. Тоа што ние ќе го понудиме на граѓаните е принципиелна политика, политика на нормални здрави вредности, политика со многу честна и посветена работа, она кое што е неопходно за граѓаните, затоа што евидентно е и очигледно е дека разочарувањето кое што се случуваше во изминатите години владење на оваа власт е како резултат на деструктивните и лоши политики кои што се практикуваа од страна на оваа ненародна власт. Така да сметам доколку сакаме да ја вратиме довербата на граѓаните во институциите, во политичкиот систем, во државата, сметам дека неопходно е да се партиципираат политики, да се водат политики со кои што едноставно граѓаните ќе се чувствуваат сигурни и ќе сакат да допринесат во оваа наше заедничко општество. Растат температурите, но расте и тензијата предизборна, така да кажеме, секое ваше јавно обраќање на социјалните мрежи или пак било која изјава која давате и се припишува предизборно еден вид една конотација која води кон тоа дека
нели секоја критика е со цел да дојдете на власт. Како се соочувате со тоа? Во последно време многу информации и дезинформации, каде лично и вашето име се споменува. Како ова го доживувате? Дали вашите критики сакате да се толкувани како од позиција на партиска хиерархија или вака и лично сте наклонети кон критикување на се што сметате дека треба да се критикува? Па добро, наша обврска како опозиција е да бидеме коректор на власта, односно да нудиме предлози, решенија и да нудиме критика доколку е издржан моментот и доколку има потреба за такво нешто. Нашиот начин на комуникација со јавноста и нашите настапи зависат од тоа како власта ја партиципира својата работа и како власта одговора на потребите на граѓаните. Ако општиот впечаток е дека доста често критикуваме, тоа значи дека власта не ги реализира очекувањата на граѓаните, односно дека власта не работи во насока на интересите на граѓаните. Тоа што секојдневно можеме да го воочиме и да го почувствуваме е дека разочараноста од ветените, а не реализирани проекти е евидентна и наша обврска и задача е да го искомуницираме сето тоа со јавноста и да презентираме сето она кое што било ветено, а не е реализирано, или сето она кое што остава сомнеш на незаконско работење. Впрочем, тоа е наша одговорност и наша обврска како секоја опозиција секаде во светот. Сето друго кое што го слушаме дека критизерството не е добро за општеството, сметам дека е политиканство, затоа што, повторно ќе кажам, ниту ние, ниту било кој друг не е имал свое влијание и свој удел во насока на тоа што треба власта предизборно да вети, а подоцна дали може да се носи со тие предизборни ветувања. Сведоци сме еве на локално ниво, ние како Штипјани, дека на претходните избори се изнаслушнавме многу мегаломански проекти кои што не го видоа светлото на денот. Еве, последна година сме од мандатот на централната власт, веќе навлегуваме во последната година и на локалната власт. Сето она кое што предизборно беше ветувано и кажано, остана само празно слово на хартија. Ги паметиме тие неславни изјави како Штип ќе станел еве почист град, зелен град, ги паметиме изјавите за брана на река Отиња, за гасификација. Сето тоа е убаво да се слушне, но реалноста е сосема друга. Повторно ќе кажам, несериозни би биле доколку сето ова го премолчиме и ќе кажам дека наша обврска е во интерес на граѓаните, во интерес на едно подобро општество, да иницираме реализација на овие проекти кои што биле ветени од оваа власт. Граѓаните се на став дека без разлика кој ќе дојде на власт, треба да се ги исполни ветувањата, да се надеваме дека со овие избори ќе избереме власт која ќе стои на дадениот збор. Се надеваме на фер и честна предизборна кампања. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата.